Најверојатно, веќе ја започнам програмата со 80 годишнината од победата над нацизмот и фашизмот во Европа, па и во светот, кој, како што гледаме сега, овие се мои ставови, не значи дека сум во право. Како што гледаме сега, нацизмот и фашизмот преку Европската Унија и НАТО се повампируваат во иста мера, онака како што се случи Првата светска војна после Балканските војни, Првата и Втора Балканска војна, па за 20 години после Првата светска војна се случи Втората светска војна и големите жртви од страна на германската нацистичка војска, која беше доста силна во тоа време, и историјата памети убиства на милиони луѓе од разни нации, националности и така натаму. Меѓутоа, зошто е важно сега да зборуваме за 80 годишнината, наместо сите да го осудиме и да го одбележиме нацизмот и фашизмот, тој, како што реков, се повампирува преку Европската Унија, која наместо економска заедница, која беше и кои беа и темелите на таа Европска Унија, на почетокот беше Европска заедница за економија, за да се подобри животот, состојбата и без граници да имаме држави кои ја започна Европската Унија, Франција, Белгија и Холандија. Чинам и уште една држава, дека беше Луксембург, не се сеќавам, но не е ни важно тоа толку. Таа Европска заедница се зголемуваше и се преименува во Европска Унија, која сега брои некаде 30 држави, меѓу кои и Македонија не отстапува од своите зацртани линии, дека единствен излез, односно дека за Македонија единствен живот бил и опстанок Европската Унија и НАТО. За НАТО знаете дека го продадовме историското име, а пак за возврат Зоран Заев и Филипче добија златни пасоши во Емиратите, градат згради или бизниси врз грбот на починатите македонци од Илинденското востание и од Балканските војни, Првата светска војна, Втората светска војна, 2001 година, па потоа и во Куманово имаше 2015 година обид за уште еден напад на Македонија од Косово. И наместо да се спротистават на тие нацифашистички напади во Република Македонија, Македонија сепак се одлучува онаму каде што се одлучува Европската Унија, еден и единствен пат и излез за македонската држава. Со што би јас тоа го отфрлам и имам сосема спротивно мислење, бидејќи во светот има многу држави со кои може да се соработува. На економски план Македонија е многу мала држава, не е воено силна, ниту пак има војска, ниту пак има оружје за такви нешта, затоа што тоа е неразумно да се размислува така. Но во центарот на вниманието на 9 мај беше Владимир Владимирович Путин. Имено Владимир Владимирович Путин направи сензација, почитувани слушатели, не само што ги испочитува 27 до 30 милиони загинати руси, односно во Советскиот сојуз се беа повеќе народи загинати, во Советскиот сојуз 30 милиони војници за денешната слобода во Европа. На Путин му го сврти грбо Европската Унија и им го сврти грбот и Македонија. Македонија имено не прати ниту еден официјален
ниту едно официјално лице. Имено само левица беше таму и тоа не официјално, односно левица спрема нивните информации на Пасиев и нивната група кажуваат дека биле поканети од Комунистичката партија на Русија. Но како и да е, важно беше таму, беше на местото каде што беа праведниците, каде што беше правиот свет. Владимир Путин организираше една невидена парада, почитувани слушатели, и она што го спремаше Европската Унија да го изолираат Владимир Владимирович Путин, наспроти тоа во Москва ние видовме председатели на многу држави. Имено, навистина беше за мене горделливо да се гледа кинескиот председател, потоа виетнамскиот председател, председателот на Филипините, председателот на Бразил, председателот на Азербејџан, председателот на Арменија, председателот на Венецуела, председателот на Србија, на Конго, на Куба, на Етиопија, на Монголија, на Бурма, на Палестина, на Словачка и ред други држави во светот кои оддадоја почит на оние 27 до 30 милиони од Советскиот сојуз паднати борци за слобода. Имено тука сакаат западните сили Америка и Британија да си ја препишат подеднакво победата над нацизмот и фашизмот, но тоа не е така, почитувани слушатели. Јас сакам да ве информирам како е и историската вистина, без разлика на сега овие политички изјави на политичарите, политички ставови и пишување и репишување на Втората светска војна. Победата над Хитлер и над Мусолини ја издвојува Советскиот сојуз со тие 30 милиони. Додека пак американците, чинам бројката беше околу 400.000 војници и загинаа нешто така во Втората светска војна, многу несразмерно со оние 30 милиони, а пак британците нешто помалку од 400.000. Да не зборуваме за Франција, која соработуваше со Хитлер. На Грција тогаш премиер на Грција беше Јоанис Радис. Јоанис Радис, така да ми доаѓа на памет. Јоанис Радис, кој внесе и Грција со Хитлер и така натаму. Во сите земји во Бугарија исто така беше царот Борис, кој потпиша договор и стана сојуз на Хитлер. Во западниот дел на Македонија, односно во Албанија, беше сојузник на Италија и на Германија. Во западниот дел на сегашна Македонија, Република Македонија, начело со Хитлер беа балистите Джемо и Мефаил. Тие ги водеа нивните чети против македонците и против македонските партизани, а и партизани кои беа од албанското население во Република Македонија, зашто треба да им оддадеме признание. Понатаму за парадата за одбележувањето во Москва, најголемо изненадување покрај овие сите председатели не беше председателот Кси Џинпинг на Кина, туку беше еден млад председател, почитувани слушатели, на една држава која се вика Буркина Фасо. Буркина Фасо е во Африка. Незиниот председател се вика Ибрахим Теоре. Ибрахим Теоре е председателот кој пред една година или година и пол така ги избрка французите. Практично ги избрка до последен војник. Французите толку многу се бесни на Ибрахим Теоре
едно младо момче, 36-7 годишен, јак, физички силно изграден човек. Меѓутоа, многу силен од она што ги слушав неговите говори, се заинтересирав да научам нешто повеќе. Зборува одлично англиски, зборува одлично француски, си го зборува мајчиниот јазик. И што е многу важно, многу е смирен и ја знае каде е правдата. Имено кога сакал, односно кога требал да тргне авионот од Буркина Фасо со председателот Теоре, Владимир Владимирович Путин му испрате посебен дипломатски авион. Бидејќи знаеше Владимир Владимирович Путин дека тој авион, ако не е пратен од руската воена авиација, дека ќе биде соборен од американците и од французите. Не се случи соборувањето, меѓутоа предвидувањето на Владимир Владимирович Путин од Руската федерација, председател, го испрате тој авион и кога се кренал авионот во воздух, после 30 минути до 1 час, во пресрет на тој авион му излегле ловци од француската авиација и од американската авиација да го вратат назад или пак ќе го бомбардираат, односно ќе пукаат во него со ракети од авионите. Еднаш, два пати, три пати спрема изјавите и на руските сведоци и на председателот Теоре, кој нормално дека бил, како што кажуваше и самиот, дека бил исплашен, дека авионот ќе бил срушен, но во пресрет на тие американски и француски воени авиони излегле руските воени авиони, на кои ги предупредиле дека ќе пукаат во нив. На неколку пати ги предупредиле и на крајот се откажале и французите и американците. Дипломатскиот авион на Русија во придружба на воени авиони пристигна во Москва и Ибраим Теоре беше скоро втор човек во таа група на 30 и неколку председатели, премиери, прајминистри и повеќе 50 амбасадори, министри за надворешни работи, министри за одбрана кои беа присутни да ја проследат прославата и да оддадат почит на оние кои се бореа против нацизмот и фашизмот. Многу интересно беше и за нас, почитувани слушатели, изненадување беше и за мене кога председателот Ибрахим Траоре на Буркина Фасо излезе од авионот, а на десната страна носеше пиштол. И така со пиштолот во војнички јалишта се поздраве со гостите, но и пречекот на Владимир Владимирович Путин на Траоре беше навистина трогателен и навистина се гледаше од лицето на Владимир Путин една голема радост дека го има, дека дојде, дека стигна жив Ибрахим Траоре. Многу е интересно зошто Траоре беше во центарот на вниманието и на западните медиуми. Беше затоа што тој има дневен ред, 2 години е председател, тој дојде го соборе претходниот председател кој беше вазал на французите и на американците. Ибрахим Траоре ги протера и французите, и британците, и американците од неговата држава. Златото што го имаат, што го користеа, им го спрече, банките им ги затворе и војската и базите им ги затворе и ги протера со наведнати глави, како што се вратија
војниците на Хитлер од Москва и од другите градови со наведнати глави, оние кои беа заробени. Траоре беше не само од Путин срдечно примен во Москва, туку и од другите председатели, меѓу кои и Кси Џинпинг. За Кси Џинпинг да не зборувам, знаете колкава е улогата, и Кси Џинпинг на парадата седеше одма до Владимир Владимирович Путин и борците, генералите, преживеани од Втората светска војна, кои се уште живи. Потоа позади одма до Путин беше председателот на Буркина Фасо Ибрахим Таоре, па таму го гледавме и Вучич на Србија и на Словачка Фико или Фицо, која е членка на Европската Унија, и реакциите за посетата на Унгарија и на Словачка на Москва беше жестоко осудена и наречена беше гнасна посета од страна на овие две држави. Но меѓутоа спрема мене гнасно беше одбележувањето на 80 годишнината на победата над фашизмот и нацизмот, кои тројца председатели или први луѓе на Полска, Туск, на Франција, Макрон и на Германија Мерц отидоа во Украина да одбележат нацизмот, каде што победата на нацизмот. А вие знаете, вие оние кои не знаат, во Украина слободно се слави и има на секој ќош споменици од Степан Бандера. Степан Бандера беше најблискиот човек до Хитлер. И воопшто никој не реагира на тоа. Меѓутоа, овие, така да се изразам, многу неубаво ќе се изразам, овие се вратија како испострани, тројцата, и што уште друго им се случи, зашто не верувам дека е тоа така. Наводно, не наводно, меѓутоа има едно видео, вирално видео кое многу се шири низ социјалните мрежи, на телевизија и на секаде, каде што се снимани овие тројца политичари, имено Макрон нешто фаќа од масата, некои луѓе велат дека тоа е дрога, од друга страна Мерц покрива со раката некое лажиче, а од третата страна беше британскиот премиер. Така да не беше многу видливо дали навистина беше тоа дрога што ја крие. Се гледа дека ја крие, ја покри со раката Макрон и ја стави после со левата рака во џепот, во десниот џеп, односно со десната рака, го стави тоа бело